Впрочем, вработени претежно бирам по персоналити, а не по карактеристики како искуство. Многу битно за да се избалансира добро приватниот живот е и тој да ви биде во календар како и сите активности други што ги имате службено, затоа што ако сами не си го направите распоредот, сигурно некој друг ќе ви го испланира времето. Дефиниција на подобро човек многу лесно се навикнува за полошо. И исто така тука е и тенденцијата од време на време сите да заборавиме на убавите работи што ги имаме, се додека не ги изгубиме или додека не ги челинџаме. Добар ден, продолжуваме со серијата на подкаст на Brain3 и Кариера.mk, Triumph Talks. Денешниот гостин е Бранислав Серафимовски. Здраво, Бранислав. Здраво. Менаџер на Унија Smart Accounting во Македонија. И интересна приказна која мене многу ме заинтригира е пошто Бранислав беше првиот кога почна Унија Smart Accounting во Македонија, кога започна целиот бизнис и така понатаму. Може ли да ни кажеш нешто малце, да кажам, првите чекори, како се одлучи да се го земаш тој чекор и кое чувство беше и кои ти беа дилемите? Така. Прво благодарам на поканата и голем поздрав на идејата за вакви подкасти во Македонија, нешто што стварно сметам дека е нешто што недостасуваше во Македонија. За себе, вака ќе почнам малце од very beginning да кажеме, инаку роден и горд гостиварчанец по потекло, средно училиште заврши во Гостивар, на економски во Скопје имам завршено до дипломски студии сметковство и ревизија. И веднаш после студиите кариерата генерално ми започна во Прокредит банка, некој краток период од 6-7 месеци. После тоа се вработив во една од најголемите консултантски сметковствени куќи Ernst & Young. Тамо поминав 4 години во кои што стварно стекнав исклучително значајно искуство во таа фела, во дејноста што имам и завршено во школувањето. Од Ernst & Young во една од најпознатите IT компании во Македонија се префрлив да се пробам, да речеме, интерно во бизнисот, а не сервис ориентирано како што се консултантските куќи. Искрено не беше нешто што ми беше предизвик, бидејќи ако сте некаде интерни финансии имате лимитиран можност за раст и развој, нели? Поинаку е доколку вие ги правите парите, поинаку е доколку IT компанија ве рачуна трошок и да сте ориентиран само интерно во компанијата. Тука настанува таа, да речем, некоја битна прекретница и битна точка во развојот на кариерата. Случајно на LinkedIn видов оглас дека Унија Smart Accounting, словенечка компанија, бара сметководител во Македонија. Во тоа време тоа беше канцеларија која што ја отвара и бевме под Србија. Така да функцијата тамо ми беше сениор сметководител. И да речеме дека го прифатив предизвикот во некои интересни околности каде што јас сакав да се пробам повторно назад во сервис. На нив им беше доста значајно да има човек на кој што може да се потпрат во Македонија, на кој што ќе му биде предизвик да ја развива канцеларијата. Така да сосем убав разговор си направивме со менаџерот тоа време, дека јас го сакам, го прифаќам предизвикот, дека не е проблем да испорачам резултати доколку ми добијам одврзани раце, и така започна приказната. Тоа е пред некои 7 години од сега. И така да ствари во моментот не размислуваше премногу или знаеше дека тоа е тоа? Вака, генерално не ми беше мене предизвик тоа сениор сметководител во компанијата, но ја гледав шансата дека доколку почне од мене и добијам одврзани раце да ја развивам канцеларијата, може да стигнам до позицијата менаџер, тоа и што сега го имам. Слика. Да, така да тоа ми беше идејата. Мислам, јас многу искрено генерално настапувам и на интервјуа за работа и на се, и она што тогаш на нив им го кажав, викам, не можеме сите да си имаме своја компанија, ама затоа може да осеќам компанијава како своја доколку дозволите. И таа беше некоја максима која што не водеше генерално, они ни дадоа одврзани раце, јас стварно ја чувствував како своја и направиме се истата да функционира во Македонија безпрекорно. Така да тоа беше почетокот. Од тогаш навака растевме нешто органски, нешто преку купување на локална компанија тука сметководствена, која што ја припојивме на нас, која што исто така е интересно бидејќи во моментот на купувањето беше најмалце двојно поголема од нас, што е многу тешко во аспект на наметнување на култура, на превземање на вработените, на вклучување во тимот, на наметнување на тие правила, интерни стандарди и слично. Така да беа предизвикувачки времења. Тоа беше отприлика во ерата на ковидот. Така да на тој начин стигнавме некако до тука и генерално мислам дека после втората година бев веќе менаџер на компанијата. Од пред нова година сум и менаџер на Унија во Македонија и партнер во Унија групација, така да отприлика. Бранислав, она што го спомна, што ми остави впечаток дека треба човек, мислам,
пожелно е за да успееш, имаш голема слика и целта и да во се гледаш можност, а не пречки. Значи да се движиш кон можностите, а не кон пречките и многу ми се допадна тоа што кажа за организацијска култура. Колку е тоа битно, бидејќи вие сте, колку знам, во земјите во екс-Југославија, нели на простори на бившата Југославија, најверојатно имате заеднички контакти со станоци, да. Дали се разликува, на пример, се разликува. Да, и мајндсетот и Унија постои во сите земји на екс-Југославија и да, имаме некои заеднички, имаме и стандарди по кои што работиме, нешто што мора да е исто во сите земји, ама менталитетот што е бизнис пракса се разликува. И то многу помалку се разликува на пример кај вработените, затоа што тие со тек на време ќе ја прифатат културата на компанијата, ама е малце тешко наметнување и носење промени кај клиентите. Тој дел е тука уште потешкиот предизвик, затоа што нешто што функционира како принцип на функционирање на Унија во Словенија, многу тешко вие ќе го спроведете во Македонија, каде што локалните бизнисмени се навикнати на поинаков начин на функционирање, на поинаков начин на пружање на услугата, па и на поинакви цени, ако сакате, така да и тоа е исто различно. Вие раставте како компанија и од што беше ти првиот, нели? Сега сте колку 20 Па на 20, 22 мислам моментално. Како беше да се пронедат соодветни луѓе? Дали е повеќе дознање кои го поседуваат или е потребно уште нешто кај младите луѓе, поготово да кажам, што е тоа клучот за да бидат и успешни, а за да бидат и да напредуваат во своја кариера? И што им нудите вие како компанија? Во поглед на вработени, не можам да кажам дека прелесно се наоѓа, ама не можам да кажам ни дека сме имале проблем генерално, затоа што мислам дека малку сме еден чекор над другите во поглед на она што го нудиме. Значи, кој е тој чекор? Да речеме, за дејност како сметководство и финансии, нудиме нестандардни работи што можда во IT индустрија се познати, како дополнителен бонитет, фитнес, релакс рум на канцеларија, работа од дома, флексибилно работно време, значи скроз клизно, без да воопшто да има потреба некој да се објаснува кога дошол, кога заминал, едноставно се е на завршена работа, не на присуство. Така да тоа им значи... Тоа е во цел на доброто чувство кое е многу битно за да... Да, затоа што стварно... И како го прифаќаат нашите луѓе тоа таков начин? Го прифаќаат супер. Значи, мислам, тоа е по дефиниција на подобро човек многу лесно се навикнува за полошо. И исто така тука е и тенденцијата од време на време сите да заборавиме на убавите работи што ги имаме, се додека не ги изгубиме или додека не ги челинџаме. Така да супер ги прифаќаат и секогаш сме отворени и за нови идеи. Значи секоја година кога имаме таа OGSM работилница кога што целото на компанијата доаѓа тука и секогаш е без менаџерите, само со вработените, секогаш имаат слобода да предложат што нешто друго би им требало за да се осетат да им е подобро на работа, да осетат фирмата како своја. Тука би го спомнал дека имаат и можност за кружење кое што е исто така впрочем платено од друга канцеларија на Унија. Значи доколку сакате да видите како е животот во Белград, на пример, недела дена, слободно може да работите од таму. Унија баш го сапортира тоа и финансиски и сакаме тоа да го направат вработените затоа што ќе имат корелација и контакт со вработените таму, ќе споделат искуства, ќе применат после ќе донесат тука во канцеларијата во Скопје, да. Мене ми е познато и бидејќи јас сум и мастер тренер на mindfulness програма која светот многу, поготово во IT и во работи кои се повеќе да кажеме на некој начин не монотони, али кои се повеќе седечки, не динамични и колку големи резултати дава сето тоа и баш ми е драго да слушам дека применувате и вие тоа. Кажи ми вака, мислам, дали е полесно да се работи со бројки или со луѓе? Со луѓе, веројатно. Затоа што бројките генерално имаат само една вистина, таа што е, со луѓе секогаш е некаде вистината малку на средина, тоа се различни карактери, различни желби, потреби, различни гледишта на нештото. Нешто што многу често сите го забораваме кога судиме за некој е дека не ја знаеме другата страна на приказната. Значи можеби стварно има некои факти или нешто во позадина што ќе ни ја смени сликата ако го слушаме. Сега да тука треба многу развој, посебно ако сте млад менаџер па немате искуство од претходно, не го носите од ситуациите. Многу се учи од пракса, многу се учи на сите едукации. Имам таа среќа да сум во компанија која што многу пружа од аспект на едукација и на вработените и на менаџментот на сите. Редовни работилници, редовен коучинг за сите вработени. Така да многу се учи во тој дел, значи и мислам дека комуникацијата е клучна тука.
Бранислав, мене ми е многу јасно зашто си успешен, бидејќи постои некој генерално мислење дека луѓето кои работат со финансии, кои работат IT, дека имат потешок, не комуникација дека е малце потешка, меѓутоа многу убаво го кажа, се учи и се доразвојот, меѓутоа човекот треба да е подготвен, нели, да се развива и да учи нови работи. Така што вие освен што работите со бројки, комуницирате и со клиенти. Така. И што спомна и сам, комуникацијата е тука еден од клучните фактори. Ако земеме дека да речеме генерално 60 на клиенти, ако имате и 20 и нешто вработени, тоа се 80-100 луѓе со кои што треба да комуницирате, при тоа да е еден само од компанија, а секоја се повеќе и секојаш и таму се различни карактери. И нема универзален пристап за секој, дури и за секој вработен. Нормално, треба да го најдете баш оној што за него одговара. Тоа е NLP го работи, онака индивидуален пристап, така што... Мара може да се извади некој, да речам, генерален образец дека секој менаџер, инаку впрочем вработени претежно бирам по персоналити, а не по карактеристики како искуство, зашто тоа е пролазна работа. Значи може да сте работеле во финансии 10 години вие, ама да сте работеле на различни клиенти, плюс се менуваат работите. Значи сте работеле финансии до лани, годинава се сменила регулатива, се сменил програм на кој работите, така да многу побитно е дали сте вие спремен на предизвик, дали сте спремен да растете и да се развивате, дали имате комуникацијски вештини, дали имате логика. Помалце е битно да искуството, нели? Ако сакате ќе научите. Например, ако сакате тоа управо тоа, ако сакате ќе научите, меѓутоа мислам еве и од моје искуство и по конференции дека повеќе не е доволно да имаш знаење или завршено еден факултет да бидеш конкурентен на тржиште, потребно е повеќе стекнување на skills или на вештини. Така што ете баш позитивен пример за да А како доспеавте, мислам, дали е тоа пренесено од компанија во која што вие или и сами превземате иницијативи во врска со развој на тука локално? Во Македонија? Да, мислам генерално независно не е политиката, има некои генерални смерници, но независно може да се менаџираат работите и да се изнајде решение на нештата, на проблемите, на предизвиците. Инаку во Унија не сакаме да зборуваме за проблеми никогаш, она ни е генерално правило дека не постојат проблеми, само предизвици. Така да со справувањето со предизвиците имаме отворени раце на кој начин ќе ги решиме и динамично е, нели, проблем е изнаоѓање во бизнисот генерално, изнаоѓање на клиенти, изнаоѓање на вработени, менаџирање на истите. Секогаш има и по некој ненадеен отказ од клиент или од вработен, секогаш има некаде малку односи кои што така одат по работ па треба да се испеглаат, така да Бранислав, вака, пошто зборуваме нели на баш овие теми, јас сум направила истражување кое се врзало за soft skills и дали се имплементираат обуки во компании. Слушам дека вие ги имате тие флексибилноста и значи тие well-being. Ме интересира пошто има две различни гледишта. Кога сум кога сум го правила истражувањето, луѓето што им требаат вработени, викаат дека нема луѓе кои би сакале да работат. А од друга страна луѓето младите што барат работа викаат дека нема работа какви они би сакале за да напредуваат. Па тие ве како генерален менаџер на компанијата на која велиш дека има можности за растење, кажи ми од твое гледиште дали има работа, но луѓето не сакаат да работат или Мислам дека генерално во секое генерализирање има проблем, така да вистината не е ни црна ни бела, некаде на средина е. Има стварно некои декларативни заложби некогаш дека еве нема работа, а сакаме да работиме, па при тоа кога има работата, па сега ние многу тешка, или сакаме ние себе научиле, ама еве тука ќе што има едукација, па ни одземаат време и малку не мрзи да ги правиме, така да има и тука некоја си, ама се е битно градењето на култура. Значи, ако го врзете едукацијата, секој напредок или искуството со тоа што на нив им е битно како на вработен. Сите сме ние некаде вработени, мислам и јас сум вработен, само позицијата ми е различна. Ако е врзано целата таа едукација, сите тие скил, целото тоа искуство, директно со она на вработениот што му е битно, а секако сите работиме за пари, така да може да се направи некој круг кај што сите добиваме она што ни е битно. Ние едуцирани, посветени и ангажиран вработените нели соодветен надоместок за тоа за да може да си ги исполнат нели слободното време, да си ги исполнат со ништата приватно. Така да мислам дека може да се најде некој, не е лесен, ама се наоѓа некој баланс во приказната, да. Она што слушаме дека промената тргнува од горе, од менаџментот, бидејќи понекогаш кога не ангажират, менаџментот бара промена, али промена преку доле, преку промена кои треба да ga направат вработените. Јас сегаш пренесувам дека промената тргнува од горе, бидејќи потребно е нели развој, прво да се развива и менаџментот, а после и вработените. Преска
спомна за предизвикувачки ситуации кои ги имавте. Така. Нели, колку разбрав, беше двојна ситуација и на работа и се појави ковид криза која за нас така. сите беше нешто ново и неочекувано. Па со тие предизвици, кои се ваши стратегии што успешно ги надминавте и што имплементиравте за да ги надминете тие предизвици? Мислам дека во тие моменти клучно беше што ние, без да сме свесни дека може да се случи такво нешто, сме граделе многу добра култура помеѓу вработените и сме направиле такви процеси кои што функционира без разлика каде се вработените. Исто така многу имаме и претходна и сега, тоа се две работи на кои што многу вложуваме и немаме проблем да дадеме пари, тоа е едукација на вработените како наше најголемо средство, нели вие сте услуги, луѓето више вас најголемо средство. Значи трошењето на луѓе, едукација нивно и трошењето во опрема, IT опрема, значи затоа и смарт акаунтинг, нели стварно се стремиме да сме чекор подалеку од класично водење на сметководство од фешн. Така да тоа вложување во технологија своевремено пред да биде ковидот и таа култура градење на сите да се само свесни дека работата треба да се заврши без да е потребен менаџерот да е тука и некој да надгледува, многу ни помогна се да функционира апсолутно како да не се случило. Ни ковид, како да не се сите од дома, тотално немаше никаков проблем во однос на функционирање. Значи, ориентирани сте кон решението, так, да. Многу ми е убаво што ова и добро што слушам, бидејќи многу често кога зборуваме и кога зборуваме за едукација и за надградување на луѓето кои се во одредени компании, институции, некои смета дека тоа е губење време, губење пари. Меѓутоа, еве сега слушаме позитивен пример и Бранислав, кои се позитивните ефекти од тоа што вие вложувавте во раст и развој на вашите вработени, па и во, еве, на пример, и ти само себе. Која е разлика ја гледаш? Што е поразлично? Нели секогаш, мислам, и сите сме го читале тоа, дилемата на секоја компанија, дали да вложувате во луѓето и да ви заминат или да не вложувате и да ви останат. Така да ми стварно сметаме дека второто е поголем ризик, вложуваме стварно во луѓе, не знам, само во последнава година сите има напреден Excel едукација, има коучинг, коуч, значи да ги научи како да се справат со стресот, како да си ги спланираат времето, комуникација со клиенти. И има ефекти стварно. Ние од менеджмент уште повеќе работилници, дел од middle management кај нас, тим лидерите исто имаат работилници кои што исто не се локал, значи тоа се огромни трошоци ако гледате од аспект на компанија, бидејќи патуваат во Загреб, во Белград на едукациите. Ама стварно има промени затоа што колку и да во моментот кога сте на некоја едукација, тоа ви изгледа или познато, или сте го слушнале некаде, или кога ќе искочите од салата кај што се одржува едукацијата, веќе сте го подзаборавиле, останува нешто во глава и во некоја ситуација која што е предизвикувачка за вас во моментот, сигурно ќе се сетите дека може нешто да примените од тоа. Така да посебно ако повеќе пати го слушате, зашто се случува да се повторуваат тие едукации се, така да ви останува секако во глава и се гледа. Стварно се гледа напред. Премената е клучот на успехот. Мислам и да нешто континуитет исто така, да, кога има. Па еве сега во Македонија има можност за такви едукации. Да, така. И стварно сметам, извинете че ме прекинав тука, стварно сметам дека моментално е дојдено време на неформални едукации што се надвор од образовен систем. И стварно мислам дека тие се многу корисни. Значи сите тие коучинг работилници, институти, невладини што ги прават тие едукации се многу корисни затоа што не е само да завршите факултет, треба континуирано надоградување и мислам дека секоја единка генерално, јас тоа го практикувам за себе, јас секогаш имам некоја свот анализа во главата кои ми се моите слабости, предности, недостатоци, на што треба да работам за да бидам подобар во иднина. Така да секој треба да го има тоа и да се труди да ги отстрани тие недостатоци. И така активираме собствените потенцијали кои никогаш се потиснати поради различни причини. И времето е многу динамично, треба да знаеме како да се справуваме со стресот цело време, како да може да напредуваме во професионалниот живот, а не да не останува позади нас тоа персоналното. Така да мислам дека стварно се овие работи многу важни во животот. А Бранислав спомна стрес, Ведрита спомнува стрес. Како ти се справуваш? Сите имаме предизвикувачки ситуации во живот, имаме различни улоги, имаме работа, имаме семен живот, имаме социјален живот. Како сето тоа го менаџираш и што е она што тебе ти дава потпора, енергија и како одредени ситуации менаџираш со, да кажеме, self-management и што ти помага? Притисоци има и стрес има, мада генерално стресот ние сами си го правиме секоја што е малце во нашата глава, како реагираме на ситуациите, тоа е производ на тоа во суштина, како ги перцепираме нештата.
ама генерално секој треба да си најде нешто што му е полни енергијата. За мене тоа е природата генерално. Сакам да сум во природа, сакам да сум на викендица или било која природа некаде, така да генерално од петок до недела ми е време резервирано за тоа, да сум надвор од градска бучава, надвор од кафани, од задимени простори и слично. Сакам физички активности надвор во природа или едноставно да работите нешто низ двор, нешто што е различно од usual работата што ја работите секој ден зад компјутерот. Така да ако извам тоа ми е нешто што ме полни со енергија за од понеделник повторно да може да се вклучиме во. Супер. Бранислава, кога гледаш вака во некои клучни ситуации во твојот живот и нели ти си човек кој поминуваш кроз процесот на раст, развој, на промени, дали беше нешто дали смени некој сет на однесувања или размислувања што ти донесе поинакви резултати во твојот живот, да кажеме? Па сигурно, мислам дека тој некој adjustment или fine tuning треба да го правиме ongoing цело време, затоа што се менуваат ситуациите. Прединамичен е животот генерално, за да се задржиме онака на некое становиште некогаш, затоа што различни се околностите, различни се ситуациите со кои што се справувате, било да е тоа на различна функција што имате во приватниот живот или на различна функција што имате во професионалниот. Така да едноставно се прилагодувате на ситуацијата, ама треба да сте отворен за промени. Како си ти отворен? Што правиш конкретно за да бидеш отворен кон промени? Дали е тоа начинот на кој размислуваш, начинот на кој действуваш? Дали имаш одредени однесувања, перцепција? Генерално секогаш почнува од начинот на размислување. Сега е секогаш прашање дали сме го промениле начинот на размислување сами од себе, бидејќи и тоа може да се случи. Треба прво да ги освестиме нашите, кога размислуваме сами со себе некогаш, па поинаку гледаме на некои ситуации, тоа ни отвара можност да действуваме поинаку, или тоа е некое надворешно действие кое што го прифаќаме. Слободно можам да кажам дека доста на некој начин менторирање имаме од менаџментот во компанијава, така да еден куп работи што сум ги променил кај себе се, бидејќи доста сме поминале време заедно и приватно поминуваме доста време заедно со сите менаџери по држави што ги има. Дружење, така да тука многу ти отвара видици, затоа што сепак некои луѓе имаат 30 годишно искуство па и во животот, па и во работата, така да ти отвара некои различни видици, а било тоа да се некои коучинг работилници или сите можни едукации кои што сме имале, така да ти стварно ти менува како гледаш на некои работи и потоа го применуваш во пракса. Не дека сите си ги имаме родени тие некои работи, пошто нели си гледаме кои се некои карактеристики на успешни луѓе и некои малце по неуспешни, да кажам, и се гледа дека тие луѓето што се успешни цело време сакаат да учат нешто ново и тоа им е важно во животот и не дека сите имат вродено тоа нешто во себе си, туку се отворени за да примат нови, да кажам, информации. Во тој поглед ја воопшто не би се согласил со она народната дека кога сте млад може да се научите, а кога сте постари тоа воопшто не би се согласил. Мислам, апропо мојавето, пред месец дена ги завршив MBA студиите на Котругли во Загреб, а вчера веќе се запишав на Кирил и Методи на MBA Strategic Human Resource Management, така да тоа е континуиран процес. Тоа е гимнастика на мозокот. Апсолутно. Јас сум благодарна на неурознаности која последните 20 години докажа, бидејќи јас кога бев помлада и кога учев психологија, беше моабетот дека ние се развиваме од одредена возраст мозокот и после, меѓутоа навистина и многу често ми поставаат прашања и во компании или ова менаџери, дали може некој да смени нешто на тие години? Да, цел живот може да сменуваме. Тоа е само до тоа колку е спремен тоа да го направи. Но мене ми е важно дека осим тоа професионалното, да кажам, струката, факултет или нешто така, да кажам, во тој дел што се учи, може да се учат и други работи кои се повеќе во делот на soft skills или на mindset, како да го развиеме mindsetот, пошто тоа во денешното време, барем за моје мислење, е многу важно и ако вложиме малце повеќе време во тој дел, во тој аспект, мислам дека другото време и некако само од себе ќе си се средуваат работиве. Јас се согласувам. Мислам дека иницијално се потекнува таму. Ако го промените мајндсетот и како гледате на нештата и кој е одговорен или виновен за вашиот успех или неуспех, понатака се друго може поразлично да биде. И да сте спремни да прифатите предизвик, и да сте спремни да прифатите неуспех и да го гледате како едно скалило понатака кон успехот. Тоа не е неуспех, него учење на искуство. Така е. Значи, Бранислав, делот кога имаш некои предизвици во животот, него прифаќаш како неуспех, туку како учење на нешто ново, така? Апсолутно. Секогаш има
секога може да продолжи тоа понатака и да се исправи или да се подобри. Тоа е некое учење сега да не се тие фатални работи нормално, ама сите сме свесни колку до каде може да одиме. Ако грешиме многу пати на исти работи, тогаш ништо не сме научиле, нели? Али ако научиме тоа тогаш така се развиваме. И што повеќе грешки правиме, тоа мислам дека и сметам и од сопствено искуство дека повеќе и учиме и напредуваме во животот. А исто не е лошо да се учиме малце и на туѓи грешки. Тоа е малце поедноставната верзија. Те се согласувам. Помалце болна верзија, така. Али појако учиме на сопствените грешки. Тоа останува поголем трак, тоа сигурно ќе го научиме. Тоа сигурно нема да го заборавиме, да. Па мислам и постои она и Хенри Форд, ако мислиме нешто да можеме, навистина можеме, ако дека не можеме нешто да направиме, не можеме. Тој фокус или каде се нашите мисли и мислам наука дека ние имаме дневно 60 до 80.000 мисли, меѓутоа колку освестуваме и кои пораки си даваме сами себе, значи дали можам, дали сум добар и која слика имаме кон светот, позитивна или повеќе дека е место каде што не е добро место за живење, сметам исто дека е многу голем фактор и сам го кажа тоа. Така што, Бранислав, ти освен работа имаш и приватен живот, и семејен живот, нели? Така. Да, како менаџираш со... Па не е секогаш најлесно, ама пробуваме да ги изменаџираме двете работи. Генерално имам таа среќа да бидам во компанија како Унија, која што не само за менеджментот, него и за сите вработени пружат доста можности да може да си го избалансираат животот, дали е тоа преку флексибилно работно време, преку работот дома, преку работот дистанца, така да тоа доста помага, бидејќи таму каде што сте врзани да биде тоа од 9 до 5, малку помалце време останува за приватниот живот. Тој збор дека е побитен квалитет да се заврши работа отколку да си присутност или презентизам на работа, а ништо да не се заврши. Многу битно за да се избалансира добро приватниот живот е и тој да ви биде во календар како и сите активности други што ги имате службено, затоа што ако сами не си го направите распоредот, сигурно некој друг ќе ви го испланира времето. Така да, мислам, и јас тука сум се научил на своите грешки, кога не ми останувало време за годишен одмор и слично. Така да најдобро е викендите, патувањата што си ги имате или нешто што сакате да го правите и тоа да ви е во календар и тоа да го рачунате подеднакво битно како некој бизнис состанок што го имате, затоа што ако се приватно префрвате за некогаш во иднина само затоа што имате некоја работа, мислам, работата нема да прекине никогаш, тоа е never ending story, така да тоа ќе си продолжува секогаш. И да си ја оставиме работата на работно место, а не да си ја земаме со себе дома. А Бранислав, ја носиш работа или порано си ја носеше дома? Ја носев многу, сигурно. Ја носев многу, мислам дека и сега ја носам доста, ама така пробувам да ми текне некогаш дека треба да ја оставам. До душа малце и менаџерска позиција е таква дека мора помалце да ја имаш дома, ама па не мора да ти влијае многу на животот. Да пробаш да не ти влијае на клучните работи во животот. Да биде во позитивна смисла, не во негативната. Да. Или барем како размислуваш на тоа, значи да не го донесеш стресот ако ништо друго. Може да ја памтиш работата и да си го планираш нештото, ама не мора да е тоа сега на ниво да е стрес и да ни го загорчува животот. Тоа е она што го кажа Преска, зависно ние како ја перцепираме и како ја интерпретираме ситуацијата. Се е до главата, генерално така. Да. Бранислав, кај се гледаш за 5 години? За 5 години, секако тука во Унија од тој аспект и би рекол секако во Македонија. Така да тука ќе бидам секако со тоа што бидејќи имаме стрикни, да речеме, некои процеси на планирање и на наследници на сите позиции во Унија и слично, веќе се гради и наследник за мојата позиција, што не значи дека Унија не планира да бидеме тука во структурите, но секогаш може да бидат тие и регионални некои позиции и сега сите менаџери водиме. Значи се качваш на повисока скала. Генерално од партнер тоа е тоа, не може да биде нешто различно, ама може да водите регионални проекти на пример, затоа што секогаш правиме многу ние за развој и на компанијата и на луѓето внатре, така да има многу различни проекти кои што се еднократни и кои што може да ги водите или процеси регионални на фирмата. Така да секако било во Унија, секако било во Македонија генерално, некаде ни структурата тука со некои нови предизвици на пример. Па еве сите до сега гостини што ни беа, мислам успешни луѓе кои сакаат да останат и планираат своја иднина во Македонија. Па што би им препорачале на младите луѓе? Која тај формула да кажеме, бидејќи еве со работа со многу млади луѓе сака да си заминат и заминуваат од земјата. Што би им препорачале? Која порака клучна? И зошто си толку одлучен дека сакаш да бидеш во Македонија? Немаш ли прашал нигде дека може не би сакал да идам некаде? Сум имал, за да не биде дека сега од некоја си позиција на некој што сега му е окей во држава, па кажувам да останат, а на нив не им чини на младите. Значи јас сум аплицирал на повеќе од
можеби 100 огласи за надвор пред да бидам во Унија и генерално кога сум работел на други работни места или одма после факултет. Така да и јас сум се гледал надвор. Сега не се гледам затоа што стварно мислам дека многу работи во нашиот успех зависат од нас. Да, точно дека не на секој пазар и не во секоја држава може подеднакво лесно да се напредува. Точно е дека може да има системски обструкции или фалинки во државата, се е тоа точно и си држи вода, ама пак мислам дека можеме да успееме тука, само треба да го промениме начинот на размислување. Да. И секој треба да си ја следи својот сон или свој некој концепт што го има во главата. Мислам дека тука во Македонија сите сме малку склони да ги искоментираме прво сите работи некаде во друштво, во семејство и слично, ама стварно мислам дека ако таа идеја требава да биде за некој друг, тој ќе ја имал таа идеја и сега не можете да очекувате вие да ви одобри друштвото некоја идеја што на вас ви дошла. Значи треба да се пробате. Ако чекате да ви одобрат сите, генерално тогаш нема да бидете во 10% или 20% што се успешни, сите ќе имплементираат таа идеја. Сакаш да кажеш да ја следиме своја автентичност и сопствената страст која ја имаме. Апсолутно. И да се спремни да прифатат неуспех. Значи пробајте го тоа што имате жар да го направите, нешто што ве тера, што имате некој внатрешна да речам сила што ве тера нешто да го направите, ама бидете спремни дека можеби нема да успее, и тоа да не ве демотивира. Значи само продолжете на поинаков начин, научете нешто од тоа. Затоа што мислам сега малце ова предприемачки, ама во суштина без разлика што работам во компанија која што не е моја, доста треба тие неки предприемачки скилс, затоа што во суштина сами се борите на пазарот тука. Ако не си ги работите сами на своите соништа, веројатно некој што има сон и што работи на својот сон ќе ве вработи, ќе ви даде функција таму. После малку не е окей да се жалите дека платата е толкава или онокава, секој има можност сам да се проба во нештото. Јас знам еднаш имам земено, мислам, еден успешен човек, доста успешен и повозрасен, баш бе во една фаза кога мислев више не можам, значи ќе се предадам, нема да продолжам со ова, и бев на една конференција така и беше како значи наручено, вика тој ден кога ги мислите дека сакате да се предавате и ако утре станете и кажете уште само овој ден тогаш ќе имате успех во животот и мислам дека навистина е така. И сигурно не е лесно, значи во сите и тука не беше лесно. Значи јас стварно на почеток кога почнав можеби до 10 до 11 навечер се работеше секој ден, ама треба секој да го гледа малце како вложување во некое подобро утре. Ако е некоја нешто кај што ќе се исплати. Сега нормално ако тоа трае во континуитет многу долго и работите за плата, веројатно не се исплати, туку се исплати на некој друг таму. Ама ако е за себе, имате визија и знаете кај се движите, тогаш Бранислав многу убави пораки. Јас многу научив и многу ти благодарам. Многу мотивацијски. Да, и управо тоа дека ако имаме одредена цел кој сакаме да се движиме, ако имаме таа страст и ако имаме тој мајндсет без обзир на околностите кои се надвор од нас, и ако сите ни кажуваат дека тоа не е добро, да си ја следиме сопствената страст. И ако сакате да се предадете, давајте си уште по еден ден, така да... Така. Преспите, па утре дента можеби поинако ќе ви се гледа работата, сигурно. Бранислав, ако сакаш уште нешто да си кажеш... Па генерално не, тоа би било. Ти благодарам стварно од срце. Ви благодарам и на вас да поканам. Благодарам.